Собранието на Република Македонија денеска ја продолжи конститутивната седница за избор на председател, заменик на председател, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата. На дневен ред на седницата е изборот на председател на Собранието на Република Македонија. Денешната дебата фокусирана на точките на дневниот ред, дали треба да се расправа за избор на Комисијата за избори и именувања или треба да се расправа за избор на председател на Собранието. На најдобар можен начин ќе избереме председател на Собранието со кој ќе бидат задоволни граѓаните кои што победиле на изборите, порача Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН, кој посочи дека мора да се почитува дневниот ред, така како што е утврден и дека моментално најважен е квалитетот на дебатата. Никој не спори никому да предложи кандидат за председател на Собранието со 20 или повеќе подписи. И му пожелуваме многу успех на предложениот. Кога ќе дојде време за гласањето, ќе се види дали и кој ја ужива поддршката. Но никој не може ниту на другите, а најмалку на комисијата, да ја оспори да биде конституирана и истата со мнозинство, вакво или поинакво, да предложи еден или повеќе кандидати. И на крајот од краиштата, како што кажа еден политичар, сега е време за дебата. И мислам дека поважен е квалитетот на дебатата и аргументите од било кое брзање. Брзањето може само да не однесе во погрешна насока. Од граѓаните сме избрани максимално да ги искористиме можностите за дебата со аргументи. И нормално дека тоа ќе го направиме. Пратеникот од НСДП Горан Мисовски го обвини спикерот Велјановски дека 2 дена поред го крши деловникот на Собранието и му порача веднаш да го прекине циркусот за да се избере нов председател на Собранието. Талат Џафери е предложен за председател на Собрание. Прекини го циркузот, имаме предлог од 20 пратеника, дај да ја направиме оваа циркузијада во свечена седница. Талат Џафери да го избереме за председател. И Адеми побара да не се одолговлекува дебатата, да се гласа за составот на комисијата, а потоа да се избере председател на Собранието. Да ја прекинеме оваа комедија, затоа што ќе се претвори во комедија, да гласаме за составот на комисијата, да одиме на комисијска седница, официјално имаме кандидат кој што е речиси консензуален, затоа што досега до овој миг не слушнав дека го оспорувате, ја оспорувате кандидатурата на господинот Талат Џафери. Да го изгласаме на комисија, да се вратиме на четвртата точка од дневниот ред. Илија Димовски од ВМРО ДПМН пак му се заблагодари на Адеми што се согласил дека имаат процедурално право да дебатираат, посочувајќи дека таквиот начин на работа во Собранието не е непознат за пратеничките групи, ниту пак е непознат за многу други парламенти. Има една суштина, предуслов за било каква соработка помеѓу ДУИ и СДСМ беше законот за јазици, за кој што и вие и СДСМ кажавте дека е окончан, потврден, детален, прецизен и затворен. Тој закон како текст некаде постои. Сега, ако тоа беше предуслов господинот Џафери да биде кандидат за председател на Собрание, ве молам да го видиме тој текст, не само заради нас. Второ, заради голем дел од пратениците на СДСМ кои што го немаат видено. И трето, заради целата јавност во Република Македонија. Заради тоа што ако тоа е предуслов да се дојде до тука, ние имаме легитимно право да го видиме предусловот, пред да ја донесеме одлуката. И конечно, никој не го оспорува правото на 20 пратеници на СДСМ или заедно со ДУИ или само СДСМ да го предложат господинот Талат Џафери. Ние вчера многу пати потенцировме дека тоа е легална постапка. Но тие 20 пратеници не можат да гоускратат правото на други 20 или други 2 пати по 20 или други 3 пати по 20 и уште помалку на Комисијата за прашање на изборите и именувањата да достават свое видување околу постапката. Затоа мораме да ја поминеме оваа процедура со избор на комисијата за воопшто да дојдеме на четвртата точка за избор на председател. Утврдувањето на предлог за состав на Комисијата за прашања на изборите и именувањата е предуслов за продолжение на конститутивната собраниска седница, која почна на 30 декември 2016 година, но беше прекината бидејќи не беше обезбедено парламентарно мнозинство за избор на председател на Законодавниот дом во Комисијата за прашања на изборите и именувањата. Според претходно договореното од политичките партии, ВМРО ДПМН има 6 члена, СДСМ 5, а ДУИ беса по 1 член.